Слушате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Од полно горивата повторно поевтинија. Владата пак по анализа на извештајот од економија за цените на основните прехранбени производи ќе одлучи дали и какви мерки ќе преземе. Поевтинуваат и бензините и дизелот. Регулаторната комисија ги донесе новите цени на горивата. Од полноќ цената на БС 95 и 98 се намалува за денар и пол и ќе се продаваат по 82 и 84 денари. Дизелот пак поевтинува за 2,5 денари и ќе чини 95,5 денари. Цените се максимални, но поради попустот кој е во сила до крајот на април на најголемиот дел од бензинските станици. 95-ката ќе се точи за 80 денари, 98-октанскиот за 82 денари, а дизелот ќе се продава за 92,5 денари по литар. Ова е прва одлука на регулаторна откако нејзин председател стана Ацо Ристов. Денеска тој ја презеде функцијата од заменик председателот Сулејмани. Била одржана и средба со членовите на комисијата. Во фокус на состанокот беше начинот како РКЕ делува во време на ценовна нафтена криза и мерките кои се преземени со цел амортизирање на ценовниот удар на нафтените деривати, информира од регулаторна. Владата пак треба да го добие извештајот од Министерството за економија за спроведените контроли на пазарниот инспекторат од февруари до април. Направени биле над 140 надзори на целиот синџир на снабдување, производители, увозници, дистрибутери, маркети. Извештајот треба да покаже што и колку поскапело и врз основа на тоа да се носат мерки. До сега како опција беше спомнато замрзнување на маржите и укинување на ДДВ-то на основните производи, кои сега имаат стапка од 5%. Но денеска мерки нема да се носат. Јас нема да водам инаку денешната седница на владата поради други обврски кои што ги имам. Инаку очекувам да го добијам извештајот и да го изанализираме овие денови и откако ќе го анализираме многу внимателно, тогаш сигурно ќе излеземе со одредени мерки. Сакаме тие да бидат овој пат микротаргетирани. Инаку државна статистика минатата недела пресмета раст на годишната инфлација во март од 4,9%. Најголем пораст е забележан кај храната и пијалоците. Мартин Арсов, Сител телевизија. Различни очекувања кај опозицијата и владата од смената на власта во Унгарија и судбината на Груевски е дел од тие очекувања. Историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Орбановата компанија 4iG доби лиценца за мобилен оператор во Македонија. Преку тајни договори посредници, Орбановиот круг имаше влијание и во енергетскиот сектор и во железницата. На бизнисот во енергетика, последно преку фирмата Status Energy. 1 милиарда евра. Кинески пари, потврдено во соопштение во рапорт на Европскиот парламент. На владата на Мицкоски под така наречени пријателски услови, кои што ќе ги отплаќаат нашите внуци. Петар Маџар ја доби поддршката од унгарските граѓани. Политиките кои што тој ќе ги води, очекувам да бидат проевропски, проинтегративни и очекувам безкомпромисна поддршка за интеграцијата на регионот, вклучително и нашата држава во рамките на Европската унија. Компанијата 4iG, која што патем речена е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Вистинското прашање зошто во времето на СДСМ и ДУИ немаше трет мобилен оператор. Второ, кредитот е со Ексим банката, не со владата. Јас не очекувам апсолутно никакви промени, бидејќи договор е договор и договор треба да се почитува. Исто како што и ние почитуваме многу договори кои што се направени во минатото, кои што можеби не ни се допаѓаат, но тоа е што е. Има ли барање за екстрадиција до сега? Ова влада на ВМРО знам поднесено за враќање на Никола Груевски. Доколку нема, зошто нема? И доколку нема, дали денеска во текот на денот после изјавата на новиот унгарски премиер ќе поднесат барање за екстрадиција на Никола Груевски.
Екстрадиција е побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти. Немам очекувања никакви, но доколку Никола Груевски се појави во Македонија, тој има правосилна пресуда и тој веднаш од кога ќе се појави во Македонија, нормално органите на редот ќе го обезбедат и ќе го упатат на ослужување на затворска казна, која што е согласно правосилна одлука. Министерството за правда соопштија дека за Никола Груевски досега е поднесено едно барање за екстрадиција на 20 ноември 2018 година, како и дополнување на барањето во јуни 2019 година. Екстрадицијата беше побарана за сите предмети за кои постоја сознание дека се водат постапки пред македонските правосудни органи, односно за сите случаи за кои е распишана потерница. Република Унгарија го одби барањето за екстрадиција на 5 август 2019 година со образложение дека на Никола Груевски му е одобрен азил согласно нивното законодавство, кое не дозволува предавање на лица кое ужива таков статус на државата од која е избегало. Министерството за правда ги презема сите мерки согласно закон да ги обезбеди потребните документи. По текот на денешниот ден ќе биде доставено барање до надлежните судски органи и обвинителствата и ќе се побарат потребните списи за сите предмети поврзани со лицето Никола Груевски. Откако од надлежните органи ќе бидат добиени потребните документи, Министерството за правда ќе постапи согласно позитивните законски прописи, се вели во соопштението.